Почитуван премиер на Чешката република, господине Бабеш, драг Андреј, почитувани граѓани на Чешка, почитувани граѓани на Република Северна Македонија, почитувани представници на медиумите. Од март оваа година, до оваа моја посета денеска, имало дури 5 посети на највисоки представници на нашите две земји во Северна Македонија и во Република Чешка. Тоа покажува колку нашите односи се пријателски, колку се добри, колку овој интензитет на соработка навистина е значен, со фокус од страна на двете земји дека ги гледаме сите можни потенцијали да го зголемиме делот на нашата соработка, пред се економска, но и на сите други полиња, имајќи го во предвид ова одлично пријателство кое што постои помеѓу Чешката република и Република Северна Македонија. Ние во март месец обележавме 25 години од официјалното воспоставување на нашите дипломатски односи и сакам да напоменам дека нашите врски помеѓу нашите две земји не се само од пред 25 години. Нашата соработка е децениска, вековна и секако таква треба и да остане. Нашите две земји го делат и заедничкото наследство на светите браќа Кирил и Методи, патроните на Европа, кои за такви се прогласени заради нивната мисија во Моравија, која беше остварена во 864 година. И во таа чест, во името на таа мисија, Чешка и Словачка, ја знам дека оваа година ја одбележија 1155 годишнината од пристигнувањето на светите Кирил и Методи на овие територии. Силни се тие врски за двете земји, се навистина и обврска за одржување и продлабочување на взаемните односи со политички диалог на највисоко ниво. Чешка е еден од најважните и постојани поддржувачи на интеграциите во Европската Унија и НАТО на нашата земја. Ние високо ја цениме силната и гласна поддршка што Чешка ја дава на сите можни нивоа, почнувајќи од премиерот Бабиш. Имам чест да бидам во Прага. Имав порано чест да бидам во Прага на 12 септември, кога и во пратеничкиот дом беше ратификуван протоколот за пристапување на Северна Македонија во НАТО. Нашите пријателски врски, взаемно поддржувачките односи се силни и на мултилатерален план. За НАТО е исклучително значење што Чешката република, како председавач на Вишеградската група, организираше самит на премиерите на земјите од Западен Балкан, која што исто така пренесе сериозно огромно искуство, вгнезди кај сите нас и вбризга идеја да онапредиме навистина повеќе соработката на Западен Балкан помеѓу сите нас лидерите, по примерот на соработката во Вишеградската група. Чешка заедно со Австрија и Италија беше земја лидер, иницијатор зад кој застанаа 15 земји членки на Европската Унија и со писмо до Европската комисија упатија повик за подобрување на ефикасноста на процесот на пристапување. Во еден исклучителен момент, кога на Северна Македонија беше најпотребна една ваква поддршка. Тоа навистина го прават само големите пријатели и овој гест на Чешка за нас е од исклучително големо значење. Секако ние сме охрабрени со континуираните заложби да се задржи прашањето за проширување видливо и високо на агендата на Европската Унија по Октомврискиот совет на Европската Унија. Искрено се надеваме дека овој притисок ќе даде резултат и дека многу брзо во престојниот период ќе пристигне толку долго очекуваната позитивна одлука за нас за почеток на преговорите за пристапување на нашата земја со Европската Унија. Чешка и Вишеградската група се навистина лидери во делот на стварањето на ситуација да после 15 години Република Северна Македонија како земја кандидат за членство во Европската Унија конечно добие можност да почне преговори со Европската Унија. Секако, тоа е важен знак и признание и за резултатите што ги постигнавме со сите наши реформи, но историските договори кои што ги постигнавме и со Бугарија и со Грција, познатиот Преспански договор. Чешка и Северна Македонија имаат одлична соработка и на нашата јужна граница во процесот на мониторинг и контрола на мигрантските движења. Сакам да им се заблагодарам овде на даночните плаќачи, на граѓаните на Чешка, што навистина досега во последните неколку години повеќе од 4 милиони евра пари потрошија на опрема која што ги чува границите од мигранти,
а навистина и соработката која што имаме заедно со полицијата која што доаѓа од Чешка е на завидно ниво и тоа е во регионот каде што јас живеам, па многу често и дружам со чешките полицајци на границите доле на југот према Грција. Сакам да се заблагодарам секако и за финансиската и материјалната поддршка што Чешка континуирано ја испорачува према нашето Министерство за внатрешни работи и затоа сега е време навистина да се посветиме на нашата заедничка економска соработка. Тука гледам огромен простор за подобрување. Навистина сакам да искористам приликата да поканам колку што е можно повеќе чешки компании да дојдат во Република Северна Македонија и да учествуваат на тој начин во бруто домашниот производ, во GDP-то на Чешка, заради тоа што нашиот понизок економски стандард навистина ќе овозможи профит за таквите компании. Многу ме радува што деновиве го привршуваме договорот со компанијата Локотранс за инвестиција во областа на железничката инфраструктура со вкупна вредност од 20 милиони евра. Тоа е чешка компанија и е навистина значаен пример, се надевам мотивација за многу други чешки компании. Компанијата има намера да инвестира во регионален центар за логистика и дистрибуција со седиште во Скопје, во главниот град на нашата земја, а операциите да ги изведува за целиот регион на Западен Балкан. Дозволете ми да завршам секако со конечната констатација дека нашите исклучително добри односи, овој лидершип што тоа го прави денеска, начело со премиерот Андреј Бабеш, е навистина силна мотивација за мене како председател на владата на Република Северна Македонија и на целиот наш народ да биде силно фокусиран, да напреди соработката економска, но и секаква која што предстои пред нас како огромен капацитет кој што не ни е искористен. Благодарам уште еднаш, драг Андреј, за поканата и за честа да бидам гостин овде во Прага.